Dobro, najprve pozdrav makedonskата јавност. Денеска е годишнина од подпишување на грантовниот договор. Слушнахме дека станува збор за полнолетни, ако не се лажам. Инаку 2001 година заотидеше Северен воен конфликт во кој што беа изгубени човечки животи, трагични моменти за семејствата и за сите граѓани во Република Македонија, голем број на раселени лица, голем број негови настани се случува во тој период. Сето тоа резултираше со подпишување на овој договор. Овој договор имаше за една цел, а тоа беше постигнување траен мир, кој што се случи тогаш и понатаму се случи сите оние реформи во општеството во Република Македонија кои што се добива како резултат на рекордниот договор кој што беше подпишан тогаш. Оно што денеска се случува секако треба да биде и да влечеме полука од минатото, да влечеме полука дека не секогаш проблемите и различните толкувања се решаваат со вооружени конфликти, за да потоа мора да седнеме на маса да подпишуваме договори. И секогаш треба разумот, трпението, толеранцијата да преовлада и истите тие нормално да донесат бенефити и додадена вредност за сите граѓани во Република Македонија. Денеска на граѓаните на Република Македонија им е неопходна реформа во економијата, реформа во образованието. Секој денеска сака да има поквалитетно, реформирано, компетитивно образование кој што ќе биде слично на оно што го добиваат нивните колеги во високо развиените земји, без разлика дали станува збор за основно, средно или високо образование. И недостасуваат реформи во здравството, секој денеска сака да добива реформиран, напреден здравствен систем кој што ќе нуди услуги со кои што пациентите ќе бидат задоволни, а не да гледаме хедонизми и наместени тендери кои што се даваат на народни тендери кои што се даваат во пријателски дени. Секако денеска не ни се потребни криминални иновации каде што владата на своите министри, владата на членови од семејствата на министрите, помашани и роднини доделува финансиски средства под изговор дека се неопходни за некои нови технологии, за некакви иновации, но сето тоа гледаме се сведува на вид криминални иновации. Така да, сето она што денеска се случува на Македонија и сето она што денеска нормално се случува под ръководењето на владата на СДСМ, можеме да кажеме дека представува еден пораз за Република Македонија повторно и навистина можеме од оваа дистанца да кажам дека сето она кое што СДСМ доветуваше дека ќе исполни, останува едно празно слово на хартија и неисполнети ветувања. Апелирам да сите политичари во Република Македонија сложно да ја сватат професијата политичар како волонтерска позиција, затоа што навистина неопходни се сериозни реформи пред се во самиот ментален склоп на политичарите во Република Македонија, а не нивна мејнстрим и нивна главна цел да представуваат хедонизмот, криминалите и богатењето и клиентелизмот.